во руралните средини претежно жената и не пријавува. Тука се сепак тие патриархални и традиционални норми кои што ја спречуваат и срам од самата средина. Мислам дека тоа се причините кои што ја спречуваат жената да пријави насилство. И најчесто ако и има насилство, тоа е дека паднала на степеници, се случило нешто друго, само не насилство. Со отварањето на Центарот за поддршка на жени за територијата на Радовиш и Конче, сметаме дека ќе направиме голем број на информации каде ќе ги поставиме и законските можности, ќе поставиме и телефонски броеви каде можат да се јавуваат. Често пати лутаат, не знаат на кој број да се јават. Не секогаш сакат да се обратат во Центарот или во полиција. Прво сакаат да истражат, па после да пријават. Сметам дека уште многу треба да се работи за да се менува положбата на жената. И на политички план, и економски, па и вклучувањето на жената во општествено-политичкиот систем. Од една страна, кога ќе погледнете, мислите дека имаме образовани жени, силни жени, едуцирани, но кога ќе погледнете колку жени имаме градоначалнички, колку жени има во советите, колку жени има директорки, во Радовиш може да се каже дека во институции како што се детска градинка, училиште, таму кај што се работи со деца и таму кај што е претежно улогата и во домашни услови на жената, значи тука е жената и на раководни позиции. Често пати, особено во помалите средини, се мисли дека тоа не е наш проблем, дека не треба да се мешаме во проблемот на едно семејство. Меѓутоа сметам дека и текако насилството е проблем на целото општество, не само на жртвата, бидејќи со самото насилство тука се и децата кои трпат секундарно насилство, кои се индиректни жртви, меѓутоа се одразува на психосоцијалната состојба на самото дете, на психофизичкиот развој на децата, а да не зборуваме и за самата жртва. Отфрлена, економски немоќна, стамбено необезбедена, значи постојат многу број на прашања на кои треба да се работи. Во однос себе и на семејното насилство, ќе кажам, иако се превземени на национално ниво голем број на законски, стратешки рамки, па и доволен број на актери имаме кои сакаат да менуваат нешто, сепак нешто чудно се случува на институционално ниво. Или е неспроведување доволно на политиките на локално ниво. Сега зборувам бидејќи јас доаѓам од една средина кај што гледам дека не се случуваат баш така како што очекуваме работите. Така да сметам дека треба да се прави едукација и подигање на свеста и на самата жена, меѓутоа и на другите актери во општествено-политичкиот живот.